Добро утро, почитувани гледачи. Ви посакувам добре дојде и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Точно на време почнуваме и имаме заеднички минути дружба токму со вас. Верувам дека во доволен број сте повторно пред малите екрани, посебно припадничките на понежниот пол, бидејќи денеска зборуваме за женското здравје, односно ултразвукот во откривањето на тумори на матката и јајниците. Нешто што ја засега жената во кој било период од животот. Велиме кога ќе настапи периодот на менопауза, не треба да забораваме на гинеколошките прегледи, бидејќи тогаш може да се јават и некои посериозни промени кои доколку навреме бидат откриени, се ќе се одвива онака како што треба. На оваа тема утрово разговараме со професор доктор Зоран Петановски, специјалист гинеколог акушер од приватната општа болница Ремедика. Добро утро, доктор Петановски, и добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав до вашите гледачи. Одамна не сме се виделе, навистина многу уживам одамна. заедно. Да, а сме направиле многу емисии, многу заеднички, многу интересни. И се надевам дека ќе видиме интересни овој пат, ќе пратиме некоја порака до нашите гледачки. Така, да. Генерално грижата за женското здравје. Што значи, што опфаќа и вака од ваш аспект, еве да ни кажете? Видете, јас сум години во оваа фела, значи некаде повеќе од 35 години, скоро 40 уште малце, и морам да кажам дека превентивата е секогаш подобро од куративата. Еве една порака до нашите гледачки. Не е исто дали ќе имате карцином и ќе се зборува за преживување ваше и све ќе се наруши околу вас, вклучувајќи го вашиот живот, или предвреме ќе ги имате тие прегледи, пред нешто да почне, ќе го завршите и животот продолжува натаму. Тоа е од една страна. Од друга страна, значи, редовните гинеколошки прегледи, редовните прегледи на дојките, јас зборувам од аспект на гинекологија. Секако дека и другите органи треба кај жената да се прегледват редовно, ќе ви донесат една сигурност во животот, една стабилност дека со вас е све во ред. Бидејќи вие, сите ние си велиме, барем на Балканот, си велиме, има една интересна изрека, тоа нема мене да ми се деси, не би требало, али може да се деси. Да. Дури и кога велиме за некои проблеми кои што се во многу мал процент застапени, така не знаеме кога и кого ќе погоди, така? Токму тоа вие што го спомнавте, менопаузата и младите. Прво, број 1, еве да кажам, значи во пораст е карциномот на дојка кај младите особи. Туморите на јајници кај младите особи, од X причини, се да не навлегуваме во тоа. А од друга страна, во менопаузата, точно е дека све се смирува. Меѓутоа, од еден мал процент на пациентки сепак имаат некои промени на своите органи. И убаво е да си одат на контрола. Така да. Најчесто се плашиме или најчесто помислуваме и сме фокусирани на карциномот на дојката, што и нели треба да биде така за да се зголеми свесноста. Меѓутоа, има и многу карциноми на репродуктивните органи. Апсолутно. За некои можеби не знаеме и не сме слушнале. Апсолутно. Бидејќи една широка палета на карциноми кои може да се јават на јајниците се можни, а од друга страна карциномот на јајникот можете да го откриете само со овие нови современи техники. Порано јас кога бев млад, ние на пипање го пипавме. Ако има некоја кврга поголема од 2 см, оперираш, меѓутоа карциномот на јајник ако има повеќе од 2 см веќе дава метастази. Значи, секојаш ги откриваш во некој потежок стадиум кога зборуваш за преживување на жената. Сега веќе сме способни, можам слободно да кажам, да одредената промена ја откриеме пред да настане таква лоша состојба. Бидејќи туморските промени не мора секогаш да значат дека ќе бидат малигни. Апсолутно. Така? Апсолутно не. Туморските промени генерално 80% се бенигни. Наша задача е да ги откриеме, да го видиме нивниот потенцијал дали е малигнен и да одбериме апроприативен третман. Се разлика во основа на годините на самата пациентка. Кај оние кои што се во репродуктивно доба минимално офанзивен третман, кај оние што сте во менопауза максимално офанзивен третман, затоа што не треба да се јави повторно нешто. Да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, гледајте не до самиот крај, повелете, јавете се, поставете прашање за да добиете совети и препорака.
со професор доктор Зоран Петановски, специјалист гинеколог акушер од приватната општа болница Ремедика. Зборуваме за ултразвукот во откривање на тумори на матката и јајниците. Доктор Петановски, во циклусот книги кои што ги имате напишано, јас се вака ќе речам максимално посветени со голема љубов кон професијата, но мора да се најде време и за научните трудови. Ова е најновата, последната книга, трансвагинална ултрасонографија, обемно издание во издание на странска издавачка куќа, во која што обемно се обработува тематиката за ултразвукот во откривањето на туморите на матката и јајниците. Ајде малку да ни кажете за ова. Да, ова е последната книга од серијалот. Јас сум во тимот на едно светско име, тоа е професор Асим Куријак. Наша цел беше да ги доближиме новите техники, како 3D, 4D, сега веќе има и 5D ултразвук, 3D и 4D колор доплер во откривањето на ситните промени и на предвесниците за почетокот на карциномот. Да ги доближиме низ целиот свет. Значи, секаде бидејќи една добра обука на самиот гинеколог и машината која ја има, значи ултразвукот, ви дава можност, уште при иницијалниот преглед, да поставите толку сигурна дијагноза и да одредите вистински пат до дијагностика на таа жена и самиот третман. Врз основа на тоа во која возраст е пациентката, што сакате да направите и така натаму. Еве ќе ви дадам еден пример. Значи имаме одредена пациентка која има одредена туморска маса која треба да се извади од јајникот. Сега, ако ја извадите само таа туморска маса, пациентката нема деца, тогаш ја намалувате нејзината оваријална резерва до максимум. Се со овие техники точно може да видите за што се работи, дали треба да ја вадите и пред тоа да направите замрзнување на нејзините јајни клетки, ако не е мажена, или замрзнување на ембриони. Тоа значи дека таа жена утре други ден ќе има намалена оваријална способност, меѓутоа ќе има свежи јајни клетки кога била помлада и ќе има со тој квалитет кога требало. Тоа исто го правиме и кај карциномот на дојка и на другите карциноми пред да почнат со примање на терапија која е опасна и која ги уништува јајниците. И затоа апелирам, значи, и со моите колеги кои се онколози, така натаму имаме одлична соработка и ние во многу чести случаи замрзнуваме. Бидејќи, еве, жената и да има карцином, не е се едно, има едни сега во светот познати класификации како е емоционалниот статус на жената после карциномот, како се бори со тоа. Тоа е тешка борба. Тешка животна борба. Јас предлагам да се внеси во тие бодирање и ако жената остава нешто свое. Значи, сигурно дека ќе се осеќа поубаво кога знајде како е победи болеста, натаму ќе може да има и свој пород. Видите, сите ние сме створени за репродукција. Тоа е тоа. Да. А и замрзнувањето на јајцеклетки, нели, од некои други причини, кога така, дали да се заврши кариерата, дали едноставно така во моментот... Начнавте сега така, ајде да се вратиме тогаш на ултразвукот, ова ќе го оставиме за следна. За тоа колку е современо овај наш современ и брз начин на живење, поготово јас ја почитувам овај женската индивидуа, бидејќи цел живот сум гинеколог. Али мене затоа све крвите ме сакат кои ќе сум на телевизија. Така. Секогаш велам дека првото дете треба да биде до 30-та година. Оти природата, Господ, кој во што верува, не створил такви. Одложувањето на репродукцијата за покасни години носи многу опасности. Бидејќи сите ние старееме полека. Сега, кај мажите е различно. Опаѓа оплодната моќ од 28-та година, па држи некој плато, кај жената отпаѓа после 35-та, после 40-та опаѓа нагло. Не е ист квалитетот. Постои една теорија дека жената кога е млада ги троши најубавите јајни клетки. Значи не е ист квалитетот на 25 година јајните клетки, 27 и на 40. Затоа сега се воведе и е многу хит, значи замрзнување на јајните клетки пред која жената се ги чува пред да реши да има репродукција. И еве, ние се адаптираме и ја пратиме сите трендови и сите желби на нашите пациенти за кои живееме. Да, тоа е добро како можност, ама од друга страна им дава слобода дека може така да го одложат раѓањето до онаа возраст која што нели се препорачува. Видете зошто. Јајниците се битни.
Они двигател на убавината на жената, на хормоните, они полека спласнуваат во менопауза и така перименопауза и така натаму. Матката е орган кој е задолжен само да го носи бебето. Значи, тоа го покажуваат и донациите. Еве, кај нас најстарата донација има 57 години. Значи, вие можете матката како сакате натаму да ја спремите. Ете, затоа е тоа така. Така, да. Сега, ајде ќе се вратиме сега на темата, на ултразвукот во откривањето на туморите. ПАП тестот и ХПВ типизацијата така се како веќе етаблирани скрининзи во откривањето на предмалигни или малигни промени кои што може да се јават. Која е улогата и важноста тука на ултразвукот во откривањето на одредени промени во матката и во јајниците? Тоа многу убаво го рековте. Значи, за откривање на премалигните, малигните лези на цервиксот или на порција вагиналис утери, како ние го викаме, на почетокот на грлото на матката, има многу ефтин скрининг. Тој е одавно измислен по Папа Николај и тоа е феноменално. И греото е секоја жена ако тоа не го прави редовно и да се доведи во ситуација да има премалигна малигна лезија. Значи, тоа мора да го прави, поготово сега, кога вирусите како ХПВ и така натаму, не сакам да се внесувам во одредена тема каде што, да речам, не сум бренд, тука е Горан Димитров и Јане Стојковски од нашата болница, така натаму, кои се бават со тоа, не сите поделени вона, ќе кажам за телото на матката и за јајниците. Бидејќи они се скриени, они влегуваат во внатрешните генитални органи, единствен поглед можете да го направите со ултразвукот. Сега, не е истиот ултразвук пред 20 години, пред 10 и овај сега. Овие нови техники, токму и тоа е во книгата, ви даваат една можност, една моќ да ја видите промената уште само која ќе настанува. Било тоа да е на телото на матката, било тоа да е на самите јајници. Ете, тоа е... напредна дијагностика, напредна дијагностика се наметнува сама како можност за скрининг. Има колеги кои уште велат, сега со ултразвук скрининг, сигурно, за тоа треба големо искуство, многу случаи погледнати и многу добар апарат. Тука нема збор. Значи не е како и читањето на резултатите, нели? Погледот, да го видите тоа, да го видите. Еве, токму за ова зборував. Еве, например, една циста. Ова е една цистична промена која ја следеле. Кога ќе ја уклучите, гледате десно на крајот. Кога ќе уклучите новата техника на 3D, гледате дека почнуваат мали везикули. Значи, ова не е обична циста, ова е цистаденом. Ова е цистаденом, ако не се извади за X време, значи за година и пол, може да престане во цистаденокарцином. Значи, една обична циста која гледате на 2D нема ништо. Е само цистична формација. Кога ќе уклучите новите техники, еве доаѓате до ова. Затоа ова книга е за да го покаже тој квалитетот и во таа борба за одржување на квалитетот на жената, ова е многу битно. Ете, тоа е тоа. Така, да. Кои се тие најчести промени кои што може да се појават? Па видете, најчестите промени, да почнеме, да речеме, од телото на матката. Најчестите промени се миомите. Нема жена што нема миоми. Да го вратиме, овој слайд е сосема друг. Добро, јас ќе зборувам по они. Оставете го овој слайд, ве молам. Значи, зборуваме за миоми. Тоа се тумори кои настануваат од мускуларниот слој на матката. Нели, матката е составена од мускули, жлезди, така натаму. Она има во средината слуз, во која што има отвор, па обложен со слуз и тука бебето расте, и тука настанува бременост и така натаму. Туморите, миомите се тумори на мускулното тkiво и го има и се премногу чести. Они претежно се јавуваат во репродукција, во текот на перименопаузата и менопаузата ги намалуваат својата димензија и немаме повеќе толку страв. Меѓутоа, во текот на репродукцијата, одреден тип на миоми, кои се натре во слузницата, кои се викаат субмукозни миоми. Имаше еден слайд, може уште едно понатаму, ако може да оди, ако не, нека седи вака. Тие миоми, порано, ние не ги, воопшто не можевме да ги видиме, или ги гледавме некако со абдоминална сонда и моравме да ги оперираме. Значи, мора да ја растечиш матката па да го извадиш. Сега е толку едноставно,
тој миом го гледаш на вагинална ултрасонографија, на 3D, гледаш колку е залепен за зидот, дали ќе направиш некоја голема штета или не, и понатаму со хистероскопија, тоа е една метода со камера која се влегува низ цервикалниот канал во матката, толку елегантно се вади и од друга страна, и му ја оставаш површината за бебето утре кој ќе треба да се имплантира идеално. Ете, тоа е. Значи, и миомите кои се малце поголеми, се во мускулниот слој поголеми 4 сантими, во репродуктивна доба на жената треба да се извадат. Другите миоми во репродуктивна, зборам кај младите жени, треба да се извадат само ако жената има потешкоти. А симптомите се, ако има тешка анемија, значи обилни менструациони крварења, а понатаму тегоби во смисла на болки, бидејќи ако се огромни миоми имат, ние го викаме медицински функциолеза на самите органи, значи има често уринирање кој притиска бешиката и така натаму и така натаму. Меѓутоа, голем дел од тие симптоми се асимптоматски. Затоа жената треба редовно да оди на преглед за да може на време сето тоа да го открие. Како велите, ако веќе се појават симптомите, значи веќе има некаков проблем. Почнал некаков проблем. Сега, оставете го овој слайд, ве молам. Сега да се вратиме на миомите во менопауза. Значи, тие се намалват, ние сме срекни, не мора да одиме на контрола и така натаму, и сето тоа е во ред. Меѓутоа, 2%, што не е многу, али се 2% се нечи живот, нели? Од 100% кој ќе земите. Тие миоми, дури во покасно време, може да малигнизираат. Тука се овие нови техники на откривање. Еве ви еден пример. Гледате, на горната страна е обичен 2D. Сите се тркалесни и изгледаат како миоми. Слично. Апсолутно. Погледнете го долниот дел. Значи, од лева страна кој ќе почнете обичен миом, па се повеќе и повеќе и повеќе оди кон премалигнен и сарком. Истиот овој тумор, различен епилог. Таму, на лево, не треба ништо да се прави, овде треба да се извади и се зборува за преживување. Затоа велам дека и во менопауза жените треба добро да се погледнат. Во тие некни баш имав случај кога беше дојдена пациентка која правела 3-4 миомектомии, навистина ја тука во текот на живот и се во менопауза решила да ги своите миоми кои повторно, тоа не спомнав дека да се појавуваат пак. Значи миомите немате гаранција ако извадите миом дека нема повторно да се јави. И се јавил повторно и го прати, кога погледнав, тој миом е овај десна. Сличен на ова. Значи сега се зборува за преживување. Значи таа жена да извадила таа матка кога знае дека не е таа матка веќе квалитетна кога влегла во менопауза, немаше да го имала. Оти сега, например, еден тренд, ќе дојде кај нас тој веројатно тренд во светот, поготово во Соединетите Американски држави, значи пошто има и генетика за карциномот на цервис, карциномот на ендометриум и така натаму за сите карциноми, жените прават елективни, значи намерни хистеректомии за да не добијат нешто што нивните мајки го имале. Да, бидејќи го носат генот, ризикот го имаат, не се знае, нели да. Треба човек да биде храбар во одлуката да го заштити своето здравје. Тоа е тоа. Што се однесува до... Само да слушнеме гледачката, да ја дадеме предност. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро. Добро утро. Имам 73 години. И сега на гинеколог сум била, ми рекова, малку ми е матката спуштена. Дали има тоа нешто опасно за друго? И другото работа ми е добро. Ама матката малку спуштена. Добро. Има некој проблем понатаму? Сега јас ќе ви кажам. Да, ви благодариме. Нашата почитувана пациентка начна сосема друга тема. Предпоставуваме дека гинеколозите кој е гледал исклучил све друго она за кое што зборуваме. Нема тумори, нема онаква, значи она вели дека матката е малце подспуштена. Сега постојат градации на тоа малце, средно, многу. И мислам дека е добар совет пациентката да посети урогинеколог. Урогинеколозите точно гледаат колку е матката спуштена и кој апроприативен третман треба да се... Тој може да биде... Урогинеколозите ги прават интервенциите, така? Кога значи, може да биде конзервативен,
со таблетки, може да биде со ставање на песарче, може да биде и оперативен, елегантен, трансвагинално ако е малце, а може да е и со специјални мрежички ако е тој онако поќе. Значи, проблем е малку кај повозрасната, нели, женска популација, спуштената матка, па дури некогаш и кога ќе се направи интервенцијата, ако не ги применуваат препораките од потоа лекарот гинекологот, така може повторно нешто да се врати, така во првобитната состојба, па пак да им го отежнува секојдневието, така? А жените со спуштени матки, кај што се јавува естествена инконтиненција, навистина имат нарушен квалитет на животот и треба да го решат тоа. Така, да. Да го слушнеме и следното јавување. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Добро утро. Сакав да прашам на прашањето докторот. Секако, повелете. Кирка ми имаше миом на задниот дел од матката, кој што нарасна до 5 сантиметри, меѓутоа во меѓувреме остана бремена, значи со гравидитета. И рекоа дека при царски рез, мислам, во колку се породи, дека во исто време може да се отстрани и тој миом. Дали е тоа возможно и сакам да кажам дали нешто би имало последици околу бременоста, бидејќи она не чувствува никакви тегоби. Добро, одлично ви прашање. Благодариме. Да, миомите во бременоста. Миом и бременост. Така. Рековме дека кај жената во репродуктивна доба, миоми со најнегативен импакт, така да се изразам, и се тие што се натре, субмукозните. Овде се работи за миом во телото на матката, значи на задниот зид, и жената си станала трудна, значи немало никакво нарушување на слузницата. Пошто се миомите многу често, јас многу често сум имал бремени жени кои имаат миоми и генерално поминува све во ред. Така да речеме малце повеќе пазење и така натаму, повеќе одмор, бидејќи миомите може да дадат некои одредени надразнувања на самата матка која ќе е поголема во 32-та, 33-та недела и така натаму, меѓутоа генерално све оди во ред. Што се однесува до оперативниот третман за време на царскиот рез да се извади кога ќе се породува жената, све зависи, а точно каде е, колкава е васкуларизацијата и така натаму. Генерално, ама ова е мој став, не е личен. Гледате, сите имаме некои своји лични ставови. Ама и друго е кога пациентката ќе ја видите, така и знаете каква е состојбата. Да, ама генерално како мој став е дека ако миомот е на полошо место, бидејќи во бременоста нели има многу прогестерон и све е васкуларизирано, е подобро да се тој миом извади кој ќе се намали после бременост, па макар лапароскопски и така натаму, отколку за време на самиот царски рез, али тоа е само моје мислење. Одлуката е на човекот кој ја води бременост и кој ќе оперира. И јас сум вадел некојаш миоми, некојаш не сум вадел. Претежно миоми сум вадел како ми се нарезат, ако ми сметат да го извадам бебето. Али генерално е све зависи од оној кој ќе се нафати како тој ќе го направи. Така, да. И затоа секогаш велиме индивидуално, индивидуалниот пристап е апсолутно, да. Се одстрануваат, да. Следењето е многу важно, меѓутоа миомите како такви не можат да направат некои поголеми тегоби во бременоста. Есте, на задниот зид можеби тоа е и субсерозен, може само дел е во миометри, можеби е надвор, тие па што се субсерозни воопшто и не прават проблеми. Сепак треба пазење малце повеќе. Керката на гледачката да си ужива во бременоста, така да си го очекуваат моментот на раѓањето на бебенцето. Така, да. Добро утро и за следниот гледачка односно. Повелете добро утро, ве слушаме. Добро утро. Поздрав до водителката и до докторот. Ви благодариме. Сакам едно прашање до докторот. Дали треба да се реши раничката на матката, доколку има пациентката, или треба да се прати, оти да не дојди до некои малегни заболувања, клетки? Добро, одлично. Добро, ви благодариме за јавувањето и прашањето, само ќе погледнеме блок реклама, па ќе го дадеме советот и препораката, останете со нас до самиот крај. И веднаш по рекламите, доктор Петановски, одговорот односно советот и препораката до гледачката. Да. Значи, вака, зборуваме сега за овај цервиксот или грлото на матката. Раничка, која ќе речеме раничка,
се подразбира нешто што е нормално за самата жена. Бидејќи постојат два типа на епители, и едниот секогаш излегува, тој е цилиндричкиот, кој е нежен, каде што може да настане карциномот, и он многу вулнерабилен, поготово кога го нападнат вирусите, а другиот е многу снојот плочес, како ќебе покушава да го ќебенце да го покрие него. Тоа е раничката. Значи, раничката не значи само по себе дека има патологија. Меѓутоа, секоја раничка треба добро да се погледни колпоскопски, треба да се направи ПАП и треба да се направи ХПВ поново, бидејќи ХПВ-то е многу расширено кај младата популација. Да. Ако се најде патологија, после тоа се прави биопсија и ендоцервикална кератажа, кои се голден стандард за диагноза. И тоа е мојот совет до пациентката, да се убаво испита раничката и после тоа е рамна. Ова е мирна и само се прати таа раничка. Сега, постојат, за да чекор напред, значи постојат и горење на ранички, дали тоа е со ласер, ако е таа раничка преголема па стално прави некои инфекции на жената, дали е сега најново има со специјална киселина се прегорува. Меѓутоа, тоа се модалитети во конзервативниот третман на самата раничка. Ако се најди патологија, се оди на посилна терапевски пристап, односно оперативен. Така. Ова што овде сега го гледаме, може да го објасниме? Што сакав да ми го пуштат овој слайд, тој на субмукозен миом кој стално го велам дека има влијание на репродуктивниот имплантациониот потенцијал на жената, а толку лесно се сега оперира. Значи, овде, гледате, ова е миом кој се држи, гледате на колку мала петелка. И то со 4D сега може да го видите со 3D. Порано не можеше. Да. Сега влегвате после тоа со хистероскоп, тоа е таа камера, влегувате натре, ја се снувате таа мала врска на тој миом и он излегува. Каде што е стрелката овде, така? Каде стрелката Да. жолта. Да. Ете тоа е. Без да се направат дополнителни некои лузнички или некои оштетување, така? Нема. Што може би порано било како порано ризик, моравме така? да ја сечиме матката, немаше хистероскопија, да ја отвориме матката, па да шиеме матката. Вие може брилјантен да сте оператор, пак има некоја лузна на таа junction zone, гледате ова ивицата на слуста кон миометриумот. Така, да. Да го слушнеме и следното јавување. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Ало, Ве слушаме. јас по втор пат. Со тоа спуштената матка што ми е малку. Дали Так. има штета или да остане така, зашто немам проблем ја некој. Вака, господјо, изгледа Мора да одам. не бев, се извинувам, Так. веројатно не бев доволно јасен. Јас сум од тие луѓе што велат дека се треба добро да испитате. Значи, мојот совет ви беше да се обратите кон урогинеколог. Да. Може би во така. сега во моментов нема некои потешкоти, Ама ние не тоа знаеме не дали значи нема дека потешкоти. понатаму. И не Или знаеме какви се каква тие ќе биде потешкоти. проценката. Да, Нека да. ја прегледа, па Така. после он ќе одлучи што. Така, што да се преземе. Ендометријалниот карцином. Да. Зошто треба да му посветиме Да. и на овој карцином внимание, односно малку повеќе да зборуваме и за него? Да. Ендометријалниот карцином е позастапен, за разлика од овие другите тумори и карциноми, како што беа миомите, ендометријалниот карцином е позастапен во менопаузата. Значи, кога жената веќе згаснува незината функција или перименопаузата или во менопаузата. Ендометријалниот карцином, за среќа, има еден симптом, а тоа е крварење во менопауза. Значи, да знаете, почитувани господи, во малце понапредната возраст, секој крварење во менопауза е равно на експлоративна кератажа, за да, кој е голден стандард, да се открие патологијата на матката. Меѓутоа, зошто не би ги погледнали тие жени на ултразвук? Ве молам слайдов за ендометриум, веројатно ќе го свртат они. Од режијата ќе го пронедат, па ќе го пуштат, да. Значи, ендометриумот, слузницата на матката, треба да биде танка кога ништо не функционира, кога веќе доаѓа зимата, доаѓа староста. Ако таа се задебелува, тоа нешто значи. Значи, ако е она задебелена, натаму, ако е она задебелена повеќе од 10 мм, уште понатаму, тогаш значи дека има се поголема и поголема веројатност дека тука има некоја патологија. Сега, тука се овие новите техники со кои на што можеме ултразвук, со така кои што убав можете приказ да да добиеме видите. и Значи, да за дебелен ендометриум може да значи дека има полип, што е ништо, влегвате со хистероскоп, го вадите полипот, може да значи хиперплазија, која е предвестник на карциномот и може да значи карцином. Карциномот
на ендометриумот има специфична васкуларизација. И вие многу едноставно може да го откриете дека тоа е карцином. И право жената да ја пратите на таа експлоративна керетажа која е голден стандард и натаму да се сето тоа решава, оперира. Меѓутоа, зошто да дојде до карцином на ендометриум? Зошто не би ја фатиле ситуацијата уште во хиперплазија, која е предвестник на карциномот? Ако ја фатиме во хиперплазија, зборуваме за излекување на жената. Ако фатиме карцинома, зборуваме за преживување. Значи тоа дека редовно треба да се прават значи прегледи? Тоа значи дека жените треба редовно да прават прегледи и ако малце им се здебели, ако немат крварење, малце се задебели ендометриумот, подобро да направат експлоративна керетажа. Да се види. А жените имат страф од експлоративна керетажа, не треба да имат. Имат страф од хистеректомија, не треба да имат. Оти животот е поважен од самата. Отколку самата, ама и кога добро би им се објаснило, веројатно подобро и би го прифатиле тоа. Да. Да го слушнеме и следното јавување, сме веќе при крајот на емисијата, ама имаме време да одговориме и на оваа гледачка. Добро утро, повелете. Добро утро и поздрав до студиото. Ви благодариме. Имам едно прашање до докторот. Имам 71 година и на вагината странично ми израсти една циста голема колку еден орев и бев на гинеколог на матичниот, ми даде на маз антибиотик и ми е мачкав таа цела и ми се намали цистата, ама пак малце имам. И тој после ме препрати на болница, јас јавам од Битола, и таму докторот ми рече, овај доктор што ме пушти матичниот, ми рече дека со шприц ке се истрга, демек што има во цистата, а тој на болница ми рече дека треба со оперативен зафат да се ивчисти, а помало би е сега понамалено, а ми даде некои испитувања и за жлездата и за она, а јас со жлездата се лечам неколку години е утироксот, сега ми е многу низок. Така. Ги правите, предпоставувам, испитувањата, веројатно ве следи лекарот кој што нели го препорачал и сето ова. Ајде врз основа на ова само кратко. Значи, бројни се проблемите, доктор Петановски, така кај жените и во подмината, велиме дај Боже да си доживееме така и подлабока старост, ама квалитетот на животот е многу важен. Овде е прилично нејасно, зашто се работи, мислам, две работи дат во обзир. Значи, зборуваме за промена сега на надворешните генитални органи. Значи, едното може да биде воспаление на самата жлезда, а од друга страна може да биде почеток на цистична формација. Предпоставам дека е воспаление на самата жлезда, жлездите кои се наоѓаат на надворешните усни, и дека затоа и се намалила. Меѓутоа, јас не сум за парцијални решенија, во смисла на пунктирање и испразнување на самата жлезда и таа треба да се оперира. Сум за она што го кажа докторот во болницата. Значи, тоа треба да се оперира, било да се направи ресекција па да се екстровертира или цела таа жлезда да се извади и да се прати на нормално патохистологија. Јас не знам точно каде. Оти пазите колку е различно сето тоа откажување. Значи може да биде надворешно, бенигно ништо, може да биде сосема друга жлезда која треба да се прати. Значи без патохистологија ништо не е. За самиот крај, препораката и советот. Па видите, мислам дека доволно зборувавме да кажеме дека превентивата е подобро од куративата. Значи, жените било во репродуктивна доба, кои секако одат почесто на прегледи, но и жените во перименопауза, поготово каде што хормоните се недобалансирани, организмот не сака да се помири со состојбата која следи, и жените во менопауза треба редовно да одат на контроли, да си земаат пап, да погледнат дојки и да погледнат натрешните генитални органи. Така, ви благодарам за гостувањето. Ми беше големо задоволство. Да, ќе имаме секако и следна прилика повторно да зборуваме на друга тема од оваа ваша област. Во било која. Така. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.